3 стратешки и 9 специфични цели се дефинирани во нацрт верзијата за земјоделство за периодот 2021-2027 година. Подобрувањето на конкурентноста и одржливоста на приходот на земјоделските стопанства, примената на еколошките практики во производството кои водат кон намалување на влијанието на климатските промени и прилагодување кон истите, како и обезбедување одржлив развој на руралните средини, се генералните цели кон кои ќе се стреми секторот подпомогнат од страна на државата. Според член 3 од Законот за земјоделство и рурален развој, целите ќе бидат постигнати преку мерките и инструментите на националната земјоделска политика за директни плаќања, уредување и поддршка на пазарите на земјоделски производи и рурален развој. Дополнително, целите ќе се реализираат и преку политиките за одржливо управување со природните ресурси, за безбедност на храната, како и политиките за унапредување на знаењето и иновациите во земјоделството, стои во нацрт документот. Во целиот процес на подготовка, Министерството изврши голем број консултации со учесниците во секторот, пред со организации во рамките на постојните подсекторски групи и други формални тела, со надлежни органи на државната управа, меѓународни институции и останати релевантни чинители, кои во добар дел беа спроведени преку платформите за виртуелни состаноци поради кризата со COVID-19, велат во писмената информација од Министерството за земјоделство. Во изминатиот стратешки период, земјоделството заедно со ловството, шумарството и рибарството има остварено вкупен пораст на бруто додадената вредност од 4,5%. Секторот бележи континуиран годишен пораст во вредноста од 871,4 милиони евра во 2014 на 910,9 милиони евра во 2019 година, осем во 2017 поради влијанието на временските услови. Од друга страна, релативното учество на земјоделскиот сектор во бруто додадената вредност е намалено од 10,2% на 8,1% поради поголемата додадена вредност остварена во останатите попропулзивни економски дејности. Заедно со преработувачката индустрија, вклучително пијалоци и тутун, учеството во БДП достигнува 12%, односно е на трето место после индустријата и услугите.